Откако не го издржа притисокот на Брисел и експресно најави дека прашање на часови е кога ќе крене рампата кон Србија, хрватскиот премиер Милановиќ не ја омекна реториката. Продолжи да дели лекции за европски вредности кои очигледно им недостасуваат на сите освен на Загреб. Откако вчера србите ги нарече варвари, денеска им одржа слична лекција и на Македонија и на Грција, кои според него немаат државна власт и не функционираат како држави. Mi moramo pogledati južno i jugoistočno od sebe i zaključiti da tamo praktički nema državne vlasti. To nisu državne, tako države ne funkcioniraju. Ni Grčka, ni Makedonija, a boga mi ni Srbija. Ako ćemo puštati ljude u polje, kao što to rade u Srbiji, možemo i tako, ali to nije država. To je slučajna država, neorganizirana država koja želi ući u Evropsku uniju. Intenzivno razgovaram sa suradnicima da ove mjere koje smo morali smo ih uvesti, da ih danas ili u toku sutrašnjeg dana maknemo. Рампата ќе се крене, но испадите на Милановиќ ќе останат. Денеска и Унгарија, најжестокиот противник на европското решение на бегалската криза, му се подсмеваше на премиерот, порачувајќи му изборната кампања да си ја води во сопствениот двор. You know, I understand there's an election campaign in Croatia. We have only one request to the Croatian Prime Minister that just please leave us alone. We are not going to vote on the Croatian election, so he doesn't have to convince us about anything. Хрватските избори ќе се одржат кон крајот на годинава, а владеачката партија на Милановиќ на анкетите заостанува зад ХДЗ. Предизборната кампања низ призма на мигрантите очигледно прва ја почна председателката Китаровиќ, која најавуваше брда и долини за бегалците. Ne želim u Hrvatskoj viđati scene kakve viđamo u Makedoniji. Znam da smo pripremljeni da te ljude možemo zbrinuti onako kako je dostojanstveno za njih. За подвадена Хрватска да ја затвори границата.